Учеството во техничката влада е чест, но и голема одговорност и должност. Пред се за да се заштити волјата на граѓаните од било каква злоупотреба. По предлог на ВМРО ДПМН, Стефан Андоновски е дополнителен заменик министар во Министерството за информатичко општество и администрација. Господине Андоновски, најпрво кажете ни во каква состојба го затекнавте Министерството и што вие направивте од примопредавањето па се до сега. Практично, кои се вашите обврски и ингеренции во ова министерство? Благодарам на прашањето. Она што е многу важно кога гледате избори за 100 дена, вие влегувате во една техничка влада, чија што основна надлежност е организација на изборите. Задача на Министерството за информатичко општество и администрација е да гарантира дека процесот на избори ќе се тргне бремето од партиски вработувања, притисоци врз јавната администрација, но и да се гарантира фер еднакво учество на јавната администрација во рамки на изборите. Затоа што дел од јавната администрација е вклучена во избирачките одбори и е вклучена во изборниот процес. Од првиот ден на моето влегување, тука најдов на една коректна соработка од страна на коректна комуникација од страна на министерот, но за жал не и коректна соработка. Зошто го велам тоа? Затоа што еве поминати се скоро 2 недели од моето стапување на позицијата. Јас немам пристап до системот на влада, односно не ги добивам информациите кои што ги добиваат сите владини министри, заменици министри. Истовремено ограничен ми е пристапот до документите кои што се во рамки на Министерството за информатичко општество и администрација, иако од првиот ден побарав увид, како што е согласно членот од Законот за влада, дека треба да имам непречен увид во сите документи и списи на кои што има министерот. Ако знаеме дека министерот има увид и пристап до сите документи, би требало таков пристап да има и дополнителниот заменик на министерот. Пристапот ми е ограничен, но навистина заедно со мојот тим правиме исклучителни напори секој ден да имаме пристап до целата оваа документација. И единствено што можам да забележам како мој сомнеш е дека најверојатно нешто се крие и заради тоа не ми се овозможува целосен пристап. Она информација која што ја имам во моментот е дека одредени предмети намерно се чуваат во фиока во рамки на министерството. Од една страна запоминат роковите по кои министерството треба да се произнесе, па да можат институциите непречено да даваат согласност за вработување и да вработуваат. Еве ќе споделам со јавноста таков еден пример е Министерството за надворешни работи, каде што одлуката да се даде негативно мислење намерно се чува во министерството, без истата да се прати во Министерството за надворешни работи, за таа да биде неактивно, односно заради неактивност на Министерството за информатичко општество да може Министерството за надворешни работи да вработува. И навистина ова е една непријатна ситуација, незаконска ситуација, затоа што Законот за влада е изричен дека заменикот министар треба да има пристап до сите информации кои што се однесуваат на вработувањата и на сите акти внатре во министерството. И втор аспект кој што е многу важен, со кој што успеавме да се избориме, а тоа е да вршиме ние контрола со твоен подпис на сите согласности за вработување, годишни планови, преземања и систематизации. И тоа го правиме навистина ревносно, таму каде што забележуваме недоследности, веднаш реагираме и се надам дека во наредниот период ќе успееме тоа да го направиме се до распишувањето на изборите. На вашиот прв работен ден ги испочитувавте и се сретнавте со младите луѓе од IT секторот, кои како да се малку подзаборавени. Што ви велат тие и што очекуваат од вас? Какви се нивните барања? Младите кои што работат во IT секторот, но оние кои се фриленсери и работат за домашни меѓународни компании на проекти, навистина очекуваат една ревностност и активизам, проактивност од страна на институциите. Досега чувството и мое е дека тие се заборавени и навистина тоа ми беше пренесено и на оваа средба, но и на бројните средби кои потоа ги одржав. Планирам и во наредниот период да продолжам со најмалку една таква средба дневно, затоа што би сакал да видам што поголем круг на луѓе кои што се занимаваат со IT во Македонија, водат своји фирми, водат компании или пак се дел од некои компании или пак работат за домашни и странски компании, да видам кои се нивните потреби. Она на што најмногу се жалат е големата бирократизираност на системот, затоа што со таа бирократизираност нив ги одвраќа од водење бизнис во Македонија и од прибирање на средства од странство во Македонија. Па чести се дискусиите низ градот дека тие всушност имаат дебитни картички во странски банки, во соседството, дали е тоа Бугарија, Косово или пак Грција, и таму ги вадат своите пари, таму ги активираат своите средства, затоа што бирократски за нив е тоа полесно. Ние треба да имаме ниски даноци, рамни, предвидливи и една намалена бирократизираност која што ќе им голесни пристапот и до банките и до финансиските институции и лесно да водат бизнис во Македонија. Тоа е можеби првото нешто што го добив како заклучок. И второто што мене малку повеќе ме радува е
едно чувство на надеж кој што овие луѓе го имаат, затоа што се млади, полетни, работат една професија која што целосно им ги отвара видиците и кај нив забележувам таа амбициозност да бидат подобри и да го движат Македонија и општеството, и се надам дека тие всушност ќе бидат моторот на дигитализацијата понатаму, но и мотор на процесите на подобрување и на демократијата, и на развојот, и на отварањето на бизниси во Македонија. Така, обзнанивте афера каде откривате дека за 6 години власта создала 56 нови институции. Може ли малце подетално да ни објасните околу? Па да, јас земав еден преглед кој што го изработивме во кабинетот, дека во 2017 година сме имале 1299 институции, за денес во 2024 година да имаме повеќе од 1360, што значи дека бројката што ја кажав најверојатно и е поголема. Значи не станува збор за 56, туку и за повеќе од тоа. Само во 2024 година, 2023-2024, 18 нови институции се формирани. Тоа не значи дека е подобрена работата на системот, затоа што ако ги прашате луѓето, тие не добиваат поквалитетни услуги. Напротив, бројот на директори е зголемен, бројот на управни и надзорни одбори е зголемен, а вработените остануваат оние кои што се. Уште еден податок кој што е интересен е дека за инспекцијските служби, ако сите анализи на странски на домашни експерти покажуваат дека треба во Македонија да имаме околу 12 инспекторати, во моментов во Македонија има 29 инспекторати. Што значи дека нивните надлежности се испреплетуваат, преголем е бројот на тие институции, а премало е бројот на вработени или луѓе кои што навистина се инспектори и се ја вршат собствената работа. Само за илустрација имаме 2 инспекторати за јазици. Едниот е инспекторатот кој што се формира за македонскиот јазик, а друг е инспекторат кој што се формира за употреба на другите јазици. Не знам зошто има потреба од 2 вакви инспекторати, кога може да имаме инспекторат за македонски јазик и други јазици кои што се зборуваат во Македонија, па тој инспекторат да врши една контрола, воедначена контрола во употребата на јазиците, но вакви институции се измислуваат постојано и јас дадов еден коментар дека за секој заслужен партиски војник на СДСМ и ДУИ ние имаме нова институција која што се формира за човекот да може да стане директор и да зема висока плата. Она што ме плаши е што еве и со новите закони кои што се предлагаат од оваа институција, од МИОА, ќе имаме формирање на 2 нови институции. Сметам дека со постоечките институции и нивна реорганизација можеме да го постигнеме подобар ефект отколку одново да создаваме нова институција со нов објект, нов директор, нов управен или надзорен одбор или некоја комисија кои што ќе земат навистина високи плати, а вработените ќе останат на маргините. Затоа што вие имате вработени кои што се незадоволни во јавната администрација, кои што бегаат од јавната администрација, а вие наместо да го решавате тој проблем, го решавате на начин што формирате нова институција за да вдомите некој нов партиски директор. Така, низ медиумите периодов наназад гледавме наслови за партиски вработувања во јавната администрација. Дали ќе има некаква ревизија? Што вие лично ќе превземете околу тоа? Па, со оглед на тоа што немам голем пристап до документите, навистина се бориме во тој дел, но од податоците кои што ги имаме систематизирано, во моментот се отворени над 2800 позиции и работни места. Од еден аспект тоа е проблематично затоа што е направено со одлука на владата во која што таа одлучува дека ќе ги трансформира луѓето кои што биле ангажирани на определено време или договор на дело во неопределено. Но тоа не го прави со закон, туку го прави на јавен повики. Практично вие имате јавни повици на кои што аплицираат луѓе кои што веќе се знае дека ќе бидат примени, што значи дека ниту еден друг граѓанин нема шанса да учествува во тој компетитивен процес. Но она што најавив е дека дел од овие постапки се комплетно незаконски и до сега стигнавме до еден сериозен податок. Дел од ова пишуваа медиумите, но сега веќе имаме документи. Имено станува збор за јавното претпријатие Паркови и зеленило во Скопје, кое што има отворено бројни позиции. Во јавноста проструја информации за 95, некои зборуваат дека бројката стигнува со неколку огласи и до 200 вработени. За што станува збор? Имено добиена е согласност од Министерството за информатичко општество и администрација за годишниот план за вработување врз основа на лажен исказ. Кој е тој лажен исказ? Тоа е дека доставило допис Министерството, Паркови и зеленило до Министерството, дека годишниот план до денес за 2024, 27.10. не е ставен на дневен ред на седница на Совет на град Скопје и не е донесена одлука за согласност или доставени забелешки. Ова е доставено, испратено на 27.10. А Паркови и зеленило веќе имало информација 10 на дена предходно дека токму на 31 октомври, 31.10. односно дека на 26 еден ден предходно Советот ќе одржи седница
И на таа седница нивната точка за годишниот план ќе биде 14-та точка на дневниот ред. Значи за ова информиран 7 дена претходно околу 19.10. Што значи дека директорот на паркови имал 5-6 дена да дознае дека веќе е закажана седница на која што точката за годишниот план за вработување е на таа седница, но тој покрај тоа што го знаел го известил министерството дека не му е дадена согласност, односно дека нема таква седница на која што ќе се дискутира согласност. За волја на вистината, Советот на 31 октомври, како што реков, ја разгледал и не ја донесол одлуката за давање согласност на годишниот план. Што значи дека директорот на паркови немал согласност за носење на годишниот план, тој сепак го излажал Министерството за информатичко општество и администрација. Министерството му дало позитивно мислење врз основа на тоа така наречено молчење на основачот и во таа постапка тој отворил повик. Она што би сакал да го искористам овој момент и да кажам е дека ја повикувам градоначалничката на град Скопје да ја поништи постапката како орган кој што е надлежен за надзор на работата на ова јавно претпријатие. Повикувам да биде разрешен директорот на јавното претпријатие, а повикувам и сите институции кои што се надлежни за вработувањата и инспекторатите кои што се надлежни за управните постапки да постапат во овој случај и да го утврдат тоа до кое што ние дојдовме како информација. А тоа е дека паркови бил информиран претходно дека ќе се одржи таква седница, но тој покрај тоа што бил информиран за седницата, доставил допис во кој што вели дека основачот не закажал седница и не го разгледувал ова барање. Вакви ситуации има повеќе. За жал немам доволно информации немам доволен пристап до сите информации, но до тоа што имам, можам да кажам дека станува збор за уште неколку сериозни прекршувања на постапката за вработување каде што се офатени десетици луѓе. За сите овие предмети, за сите овие вработувања, детална ревизија ќе следи во наредниот период и до изборите, но и потоа, а одговорните можам одговорно да тврдам дека ќе сносат одговорност. Вработените во администрацијата често за време на избори се мета на уцени. Која е вашата порака до луѓето вработени во администрацијата, доколку некоја партија ги уценува со работното место во замена за глас на избори? Мојата канцеларија е постојано отворена, се наоѓаме на вториот кат во поранешна Нова Македонија и можат да се обратат директно во канцеларијата доколку почувствуваат дека имаат некој вид на мобинг, притисок, уцена во врска со изборите, да гласаат, да не гласаат, да излезат или да не излезат на гласање. Исто така е достапна и мојата мејл адреса, која што исто така ќе ја споделиме со јавноста, на која што можат да ни информираат за ваквите ситуации и се надам дека вакви ситуации ќе нема, но доколку имам некои сомнежи дека во некои од институциите постојат, но како ќе се доближуваме до изборите, таа бројка може да се зголемува. Ги повикувам сите кои што се засегнати во јавната администрација вработени, трпат одреден притисок да ни информираат, а ние веднаш ќе информира јавноста и соодветните институции. Кој е патот до професионална, независна и ефикасна јавна администрација која ќе биде во функција на граѓаните? Последниот збор е многу важен, која ќе биде во функција на граѓаните, затоа што јавната администрација постои и треба да постои исклучиво за потребите на граѓаните. Тоа што е ситуација во моментот е дека кај нас услугите не се дигитализирани, а со тоа граѓаните немаат лесен и брз пристап до услугите. За еден граѓанин да заврши најосновна работа пријавување на новороденче и вадење на извод од матична книга на родени, тој треба да посети 5 или 6 институции, да земе неколку дена одмор од работа за да може да си ја заврши оваа работа. Во поширокото опкружување на Македонија и Србија, и Косово, и Црна Гора, Албанија се многу напред во овие индикатори на дигитализација, така наречени DESI индикатори, кои што мерат колкава е состојбата, колкава е пристапноста до интернет, но и колкава е пристапноста до дигитални услуги. Реформата на јавната администрација треба да има 3 клучни аспекти. Едниот аспект е да биде ефикасна, да биде ефтина за државата, тоа што значи дека треба да се намалат бројот на институции, за што зборувавме. Втората, треба да биде одговорна кон своите вработени. Не може вработените во јавната администрација да бидат вработени од трет ешалон или од четврт степен или од петти степен, да бидат во сенка на нивните функционери. Платите на функционерите постојано да растат, а платите на вработените да стагнираат. И третиот по мене најзначен аспект е тоа граѓанинот да добие брза ефикасна услуга без да бара врски, без да се јавува на телефони, без да треба да потплаќа било кого. Ова ќе го направиме со дигитализација на сите услуги. Тоа мора да биде целта на следната влада на ВМРО-ДПМН, да сите услуги кои што треба да ги имаат граѓаните и кои што им се достапни како јавна услуга бидат дигитализирани. Да ви имате можност
со еден клик од вашиот компјутер или мобилен телефон да пристапите до било која услуга, а луѓето кои што немаат пристап или не знаат, не се информирани, не се едуцирани, во тие единствени точки за услуги, една точка за услуги центри, да можат веднаш брзо да добијат потребната услуга. Податоците до кои што стигнавме дека во овие една точка за услуги кои што се 5 центри во цела Македонија, за да добиете определена услуга треба да чекате многу време, а податоците говорат дека во просек се вадат само 3 документи дневно од секој од овие центри, што значи дека тие во моментот не се исполнуваат својата задача за цената за која што ја чинат државата. Тие мора да бидат ефикасни центри, да ги има и да бидат постојано отворени за граѓаните, за на брз ефикасен начин да може да се заврши една работа. Техничката влада веќе почна со работа, врват 100 дена. Кои се вашите очекувања за периодот што предстои и што очекувате од изборите? Што ќе се смени по изборите? На изборите не очекува голема драматична промена. Промената ќе дојде во трансформација на Македонија. Со победата на ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе имаме трансформативни процеси во сите аспекти на општественото живење. Ние зборувавме за дигитализација на јавната администрација, за ефикасна јавна администрација, но тоа можам и го гледам и во инфраструктурата, и во економијата, и во здравството, во образованието, практично клучните области кои што им се значајни на граѓаните. Техничката влада има ограничен мандат да го заштити изборниот процес од нерегуларности и се надевам дека во третата декада на 21 век сите ќе созрееме доволно да не ги правиме проблемите од 90-тите и да имаме еден чист изборен процес. Првичните најави не се такви, имаме сериозни потреси кои што се случуваат во Државната изборна комисија, сега и во владата, и се надевам дека ќе успееме тие да ги надминеме и да бидеме сериозни, посветени, затоа што граѓаните ни ја дале довербата тоа да го правиме, независно дали сме власт или опозиција, дали сме дел од ССМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ, ДПА или Алијанса за албанците. Наша задача е да бидеме честни, одговорни, искрени и транспарентни кои граѓаните, но во прв ред да го почитуваме законот и да имаме фери демократски избори. Господине Андуновски, ви благодарам за разговорот. Благодарам јас.